Почитувани, добар ден. Денешното обраќање до македонската јавност може да биде насловено како трошење буџетски пари како да ќе нема утре, или зошто владата на Македонија, предводена од СДСМ, предоцна и премалку, засега само на хартија, нуди помош за македонските граѓани и предпријатија во борбата со актуелната тешка економска криза. Или пак прашањето може дополнително да се формулира како зошто владата на Македонија ја зголемува акцизата на горивата кога други земји ја намалуваат како антикризна мерка во истиот период. Одговорот на прашањето почитуване лежи во податоците за приходите и расходите во државниот буџет за првите 3 месеци од годинава, објавени во понеделникот од страна на Министерството за финансии. Да подсетиме, за периодот јануари-март 2020 година, остварениот буџетски дефицит изнесува 7,4 милиарди денари, што представува 42,6% од вкупниот планиран дефицит за 2020 година. Ако оваа цифра се стави во однос со бруто домашниот производ за 2020 година, според новите кризни проекции, произлегува дека во првите 3 месеци од годинава е реализиран буџетски дефицит, тоест акумулиран нов јавен долг за над 1% од бруто домашниот производ или нови 120 милиони евра. Нов долг за секое македонско семејство во просечен износ од 15.000 денари. Почитувани, ова безмилосно трошење на средствата на македонските плаќачи на даноци е невидено во поновата историја на земјата. Да не одиме подалеку. Во трите изминати години пред ова, 2020 година, од кои некои се изборни години, просекот на остварен буџетски дефицит во првото 3 месече, како разлика меѓу буџетските приходи или чергата, популарно кажано, и буџетските расходи или нозете, изнесува околу 18% од планираниот дефицит за цела година, наспроти веќе спомнатите 42,4% во тековниот период, што може да се види од графиконите на панелот. Само во март оваа година, кога бројот на заболени од новиот коронавирус растеше од ден на ден и беше сосема јасно дека е на повидок сериозна економска рецесија, владата потрошила за 50 милиони евра повеќе од остварените приходи, од кои ниту еден денар не е наменет за поддршка на македонските граѓани кои останаа без работа и за македонските предпријатија кои се помасовно започнаа да ставаат клуч на врата. Значи, средства од близу половина процент од бруто домашниот производ на земјата се расипнички потрошени за предизборен подкуп, кога светските медиуми ја бројуваат Македонија како земја која издвоила најмалку средства за борба со последиците од пандемијата предизвикана од новиот коронавирус. Само 0,2% од бруто домашниот производ. Дури овие средства фирмите ќе почнат да ги користат од наредниот месец, во мај. Цифрите јасно говорат дека безмилосно се трошеле буџетски пари како да ќе нема утре. И тоа во период кога речиси сите земји во светот се дадоа на рационално користење на расположливите фондови, за да можат на соодветен начин да ги поддржат своите граѓани и предпријатија во борбата за зачување на здравјето, животите, работните места и живеачката. Парите отишле во ветер за откуп на гревовите направени во изминатите 3 години, во надеж дека граѓаните ќе се откажат од намерата да ја казнат власта на престојните избори за лошо владење и направените немерливи штети. Се трошило за плати, за нови партиски вработувања во преоптоварената јавна администрација и за алиментирање на растечките социјални трансфери. Ова повисоко трошење воопшто не е поврзано со последиците од здравствената криза. Загрижува податокот за високиот годишен пораст од дури 18% на ставката други трансфери. Ставка позади која се кријат сериозни намери за предизборен подкуп на гласачите. До 31 март, последната дата за која се однесуваат податоците за кои говориме, ниту еден денар не беше насочен за борба со последиците од здравствената криза. Ниту едно евро не се има издвоено за приватниот сектор во текот на овој период на бесполезно заложување, а мерките за кредитирање на компаниите представуваат помалку од 1%. Од бројот на активни предпријатија во 2019 година, што изнесува околу 76.000 предпријатија. Почитувани, на тамошната анализа на состојбите во државниот буџет во првите 3 месеци од годината укажува на уште еден поразителен факт кој стана еден од белезите на бројните промашувања на владата предводена од СДСМ на економски план. Имено и во услови на безмилосно трошење буџетски пари во првото 3 месечие,
Процентот на реализација на капиталните расходи од само 8,45% е еден од најниските во досегашната историја на Република Македонија, што може да се види исто така од еден од графиконите на панелот. Практиката парите наменети за подобрување на условите за живот на граѓаните да се пренаменуваат за политички подкуп, сега само ја достигна својата кулминација. Со најновата вест за пренамена на кредитот од Светска банка во износ од околу 50 милиони евра, кој првично беше предвиден за изградба и рехабилитација на локални патишта во земјава, значи за есенцијална инфраструктура, која значи живот за голем број наши сограѓани, владата соочена со празен буџет, однемајка со тие средства наместо да гради патишта и со тоа да ја стимулира градежната активност, ќе исплаќа средства за плати во претпријатијата погодени од кризата. Последиците од ваквиот пристап се економски штетни на краток и на среден рок. Се тоа почитуване се прави додека повеќето од земјите веќе развиваат планови за справување со различните сценарија околу исходот на економската криза, а нашата влада се уште тапка во место со реализација на основната помош за граѓаните и предпријатијата. И покрај направените штети, почитувани сепак не треба да ја губиме надежта. Новата влада предводена од ВМРО ДПМН ќе направи напори колку што може повеќе да ја намали штетата од ваквото несовесно и нечесно работење на сегашната влада и ветувам дека ќе ја закрепнеме економијата набрзо по смената на власта на престојните парламентарни избори. Благодарам за вниманието, доколку има некои прашања, повелете. Е најновата владина мерка за исплата на минималната плата од 14.500 денари, која е надоградена и пофлексибилна, односно ќе опфати повеќе дејности погодени од корона кризата. Дали оваа мерка ќе биде доволна за помош на фирмите? Видите, ова колку што се сеќавам и колку што следам е трето менување на условите за поддршка на предпријатијата во износот на минимална плата за исплата на платите погодени од кризата. Како што кажав претходно, на денешниот прес, министерот за финансии, госпогица Нина Ангелска, кажа дека средствата се обезбедени или ќе се обезбедат од Светска банка, како што беше кажано на пресот, од средства кои што беа наменети за изградба на локални патишта во Република Македонија. Имено ова е поразително, затоа што зборува дека владата не обезбедила средства за алиментирање на платите, помош на предпријатијата и сега, наместо да се градат проектите, да се ангажира градежната оператива за изградба на тие локални патишта за кои што биле обезбедени средства од Светска банка, средствата се наменуваат за тековни расходи. Но тоа е првата негативност. Второ, самиот факт, како што кажав, што по трет пат се менуваат условите, кога ние веќе требаше да имаме на 2 пати досега алоцирани средства да ги добијат фирмите, наместо да им кажуваме ова се новите услови кои што пак се комплицирани, пак ги збунуваат тие што се заинтересирани. Значи, наместо да дополнуваме средства за поддршка на предпријатијата, ние се занимаваме со условите и кажуваме дека средствата ќе почнат да се распределуваат после аплицирањето таму некаде во месец мај, не знаеме кога. Повторувам, во услови кога земји и од соседството, од Европа и од светот, веќе наголемо ги поддржуваат предпријатијата кои што беа зафатени со кризата. Благодарам, немам повеќе прашања.